На денешното видео од вежбите за ниво B1 ќе вежбаме за негацијата нихт. Знаете дека во германскиот јазик постојат два типа негација и тоа kein и nicht. Ова видео со вежби е поврзано со предавањата за употреба на негацијата nicht, кое можете да го најдете во B1 ниво предавањата. Можеме да започнеме. Некоја кратка поделба за нихт е кога имаме негација на целосна реченица или wenn einen Satz negieren и кога негираме дел од реченица wenn einen Satzteil negieren. За двата типови ќе извежбаме во ова видео. Започнуваме со негацијон nicht wenn einen Satz negieren. Како прва потточка nicht am Ende der Sätze или негацијата nicht која стои на крај на речениците. Ова е случај кога имаме само еден глагол во реченицата. Да видиме примери. Mein Hund bellt nicht. Моето куче не лае. Втор пример, der Computer reagiert nicht. Компјутерот не реагира. Der Zug kommt nicht. Возот не доаѓа. И der Vogel singt nicht. Птицата не пее. Втората потточка за денес е Sätze mit zwei Verben или негација со два глаголи, во која користиме негацијата nicht. Во овај случај негацијата стои секогаш пред вториот глагол. Er kann heute nicht kommen und uns helfen, weil er krank ist. Тој не може да дојде и на нас да ни помогне бидејќи е болен. Du darfst in der Schule nicht essen und während des Unterrichts trinken. Ти не смееш на училиште да јадеш и за време на часовите да пиеш. Ich werde morgen nicht zur Arbeit gehen und an dem Meeting teilnehmen. Јас нема да одам утре на работа и да присуствувам на состанокот. Sie können im Winter nicht draußen laufen und Sport treiben. Вие не можете во зима надвор да трчате и со спорт да се занимавате. Третиот дел, кога негираме целосна реченица, се реченици со користење на делливи глаголи кои користат негација nicht. Да видиме и пример за овие реченици. Sie steigt an der nächsten Station nicht aus. Таа не се симнува на следната станица. Die Eltern bringen die Bücher nicht zurück. Родителите не ги враќаат книгите. Er steht heute Morgen nicht früh auf, weil er gestern spät ins Bett gegangen ist. Тој утрово не станува рано бидејќи вчера отиде доцна во кревет. Уште еден пример. Du rufst deinen Freund heute Abend nicht an, weil du keine Zeit hast. Ти вечерва не му се јавуваш на твојот дечко затоа што немаш време. Во овај случај негацијата nicht стои пред делливиот дел на глаголот. Потоа имаме Sätze mit Partizip 2 Verben, реченици кои користат партицип 2 глаголи. Ich habe gestern nicht gearbeitet, weil ich krank war. Јас вчера немав работено затоа што бев болен. Втор пример. Wir haben den Film nicht gesehen, da wir keine Tickets hatten. Ние го немавме гледано филмот, бидејќи немавме билети.
Sie haben das Restaurant nicht gefunden. Тие не го имале најдено ресторанот. Wir haben den Zug nicht erwischt, weil wir zu spät am Bahnhof ankamen. Ние не го имавме возот фатено бидејќи предоцна стигнавме на станицата. Во овај случај nicht стои пред партицип 2 глаголот. Петти дел, Sätze mit Adjektiven или реченици со придавки. Во овај случај, пред придавката ни стои негацијата. Die Präsentation war nicht überzeugend, sondern unstrukturiert und langatmig. Презентацијата не беше убедлива, туку неструктурирана и здодевна. Das Konzert war nicht laut, sondern angenehm leise und entspannend. Концертот не беше гласен, туку пријателски тивок и релаксирачки. Трета реченица, der Kaffee war nicht heiß, sondern lauwarm und fade im Geschmack. Кафето не беше топло, туку млако и невкусно. Das Wetter war nicht sonnig, sondern trüb und regnerisch. Времето не беше сончево, туку облачно и врнежливо. Шестиот дел за ова видео, Sätze mit Adverbien, реченици со прилози. Слично како кај придавките во овај случај, негацијата стои пред прилогот. Der Zug kam nicht pünktlich an, sondern überraschend spät. Возот не стигна на време, туку изненадувачки доцна. Die Diskussion endete nicht schnell, sondern unerwartet langwierig. Дискусијата не заврши брзо, туку неочекувано долговременски. Die Vorstellung war nicht angenehm kurz, sondern unerwartet lang. Представата не беше пријатно кратка, туку неочекувано долга. Die Musik klang nicht melodisch, sondern dissonant. Музиката не звучеше мелодично, туку дисонантно. И седмиот и последен дел, во случаите кога негираме целосна реченица, се Sätze mit препозиционен, реченици со предлози и во овај случај негацијата nicht стои пред предлогот. Ich war nicht bei der Party gestern. Јас не бев на забава вчера. Sie hat den Brief nicht an ihre Freundin geschickt. Таа го немаше испратено писмото до нејзината пријателка. Hat mir gesagt, dass ich nicht über meine Kollegen schlecht sprechen soll. Тој не ми имаше на мене кажано дека јас за моите колеги треба лошо да зборувам. Sie konnte den verloren Ring nicht unter dem Sofa finden. Таа не можела изгубениот прстен под софата да го најде. И вториот дел за ова видео е кога негираме дел од реченица или wenn einen Satzteil negieren. Во овај случај негацијата nicht стои пред делот кој сакаме да го негираме. Nicht alle Schüler haben die Prüfung bestanden. Не сите студенти го имаа испитот положено.
Die Schüler haben die Prüfung nicht bestanden. Учениците не го имаа положено испитот. Трет пример. Die Schüler haben nicht die Prüfung bestanden. Учениците не го имаа испитот положено. И како четврт пример со истата реченица Die Schüler haben die Prüfung nicht gut, sondern schlecht bestanden. Учениците го имаа испитот не добро, туку лошо положено. Пример со уште една реченица. Peter hat den Kuchen nicht heute, sondern gestern gebacken. Петар не ја имаше тортата денес, туку вчера испечено. Nicht Peter, sondern Maria hat den Kuchen gebacken. Не Петар, туку Марија ја имаше тортата испечено. Peter hat den Kuchen nicht gebacken. Петар не ја имаше тортата испечено. И четврт пример. Peter hat nicht den Kuchen gebacken. Петар не ја имаше тортата испечено. И трета реченица за пример во овај случај. Der Hund hat nicht das Sofa zerkratzt. Кучето не ја имаше софата изгребано. Der Hund hat das Sofa nicht zerkratzt. Кучето не ја имаше софата изгребано. Nicht der Hund, sondern die Katze hat das Sofa zerkratzt. Не кучето, туку мачката ја имаше изгребано софата. И четврт случај. Der Hund hat das Sofa nicht oft, sondern selten zerkratzt. Кучето не ја имаше софата често, туку ретко гребано. Тоа беа примерите за денешното видео. На крај нема да направиме вежба, туку ќе направиме резиме за споредба во случаите кога негацијата nicht се користи кај различни реченици. Прво имаме nicht am Ende der Sätze. Es regnet nicht. Не врни. Sätze mit zwei Verben. Wir müssen heute nicht aufstehen. Ние не мораме денес да стануваме. Кога имаме два глаголи, nicht ни стои пред вториот глагол. Кога имаме еден глагол, ни стои на крај на реченицата. Со деллив глагол ни стои пред делливиот дел. Ich mache das Licht im Wohnzimmer nicht an. Јас не го палам светлото во дневната соба. Во случај на партицип 2 глагол ни стои пред тој глагол. Ich habe meinen Pass nicht gefunden. Јас не го имав најдено мојот пасош. Во случај на придавка ни стои nicht пред придавката. Например, die Aufgabe war nicht einfach, sondern komplex. Задачата не беше едноставна, туку комплексна. Пред прилог и предлог исто ни стои пред нив. Sie sprach nicht leise, sondern unerwartet laut. Таа не зборуваше тивко, туку неочекувано гласно. Ich habe meinen Freunden nicht von dem Ausflug erzählt. Јас не им имав на моите пријатели раскажано за патувањето. Тоа беше се за денешното видео, се надеваме дека ви се допадна. Ако е така, кликнете лайк и не заборавајте да не следите на Instagram и Facebook.